и од мене, почитувани представници на медиумите, и добро дојдовте на пресконференцијата која што е посветена на најновите макроекономски проекции. Да почнеме, како и вообичаено, со глобалниот контекст, кој што е многу значаен за една мала и отворена економија, како што е нашата економија. Според последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд, по периодот на екстремни шокови, глобалната економија продолжи да закрепнува и во првата половина од оваа година. Имено, по глобалниот раст од 3,3% минатата година, за оваа година се проценува раст од 3,2%, што е исто или слично како и априлските проекции на Меѓународниот монетарен фонд. Сепак, се очекуваат послаби остварувања кај дел од земјите од Европската Унија, особено германската економија, која минатата година беше во рецесија, а за оваа година се проценува стагнација. Глобалната инфлација продолжува да забавува од 6,7% на 5,8% оваа година во услови на намалување на светските цени на примарните производи, како и затегнати финансиски услови при затегнати монетарни политики. Сепак, забавувањето е побрзо кај развиените економии, каде се проценува инфлација од 2,6%, отколку кај останатите економии, каде проценката е 7,9%. При се уште присутни ризици, особено кај цените на услугите, но и кај стоките при присутни геополитички тензии. Генерално, во однос на историскиот предпандемиски просек, глобалниот раст е се уште под него, а инфлацијата се уште над него. Во овој контекст, Меѓународниот монетарен фонд сугерира предпазливо релаксирање на монетарните политики при присутни ризици, особено во сегментот на пазарот на трудот, постепена консолидација на фискалните политики и повторно градење на фискален простор за евентуални идни шокови и интензивирање на структурните реформи за да се зголеми потенцијалот за раст и продуктивноста на економиите. Според среднорочните проекции на Меѓународниот монетарен фонд, глобалниот раст ќе продолжи да се одвива со слична динамика како и досегашната, а инфлацијата ќе продолжи да забавува. За наредните 2 години Меѓународниот монетарен фонд проектира стапка на раст од 3,2% и 3,3%, слично како и за оваа година, кое што укажува дека динамиката ќе остане послаба во споредба со предпандемискиот период, кога изнесуваше некаде околу 3,8%. Глобалната инфлација се очекува да продолжи да забавува, сведувајќи се на 4,3 и 3,6% во наредните 2 години, со посилно забавување кај развиените економии, а малку побавно кај брзорастечките земји и земјите во развој, кое што укажува дека кај развиените економии инфлацијата ќе се врати на историскиот просек наредната година, а кај останатите малку подоцна. Во однос на априлските проекции, генерално нема големи промени за вкупниот раст, иако има надолни ревизии кај Европската Унија, која што е наш значаен трговски партнер, а изгледите за глобалната инфлација се нешто поповолни од досека очекуваните. Сепак, според Меѓународниот монетарен фонд, ризиците за глобалниот економски раст остануваат претежно надолни, а за инфлацијата претежно нагорни. И тоа се поврзани со следниве аспекти. Побавно забавување на инфлацијата, проследено и со побавен процес на олабавување на монетарните политики во глобални рамки, нестабилност и позатегнати финансиски услови, послаб раст на кинеската економија, која што е втора по големина светска економија, и зголемен протекционизам и посилна геоекономска фрагментација, кое што всушност и оваа година
продолжува, што е видливо преку новите протекционистички мерки кои што се преземаат, односно, заклучно со ноември оваа година, воведени се нови 3650 мерки, од кои 77 се проценуваат како штетни за глобалната трговија и глобалниот економски раст. Што значи овој глобален амбиент за извозната побарувачка за наши производи и услуги? Во основа значи постепено закрепнување на странската побарувачка со оценки за раст од 0,8% оваа година и забрзување на 1,5% и 1,7% во наредните 2 години. Во однос на априлските проекции нема промени за оваа година, а има минимална надолна ревизија за 2025 година. Претходно очекувавме 1,6% раст, а сега 1,5%, при послаби очекувања за растот на земјите во еврозоната, пред се Германија. Што значи ваквиот глобален амбиент за нашите увозни и извозни цени? Повисокиот пад на цените на примарните производи во претходната година, пазарните учесници и меѓународните финансиски институции очекуваат на тамошен ценовен пад и оваа година, а потоа претежно нивен умерен раст во наредните 2 години. Во споредба со априлските проекции, генерално се очекуваат помали ценовни притисоци. Кај енергенсите и храната се очекува подлабок пад или помал раст. Кај странската ефективна инфлација е извршена мала надолна ревизија за оваа година, а оцените за наредните 2 години се непроменети, при што и понатаму се очекува нејзино забавување на 3,2% оваа година, а потоа на 2,5% и 2,3% во наредните 2 години. Кај металите, движењата се во различни насоки, малку понеповолни движења кај никелот, но нешто подобри кај бакарот, кое што пред се поврзува со сколемената побарувачка заради енергетска транзиција, но во основа цените на металите се повисоки во споредба со предпандемискиот период, што секако е значајно за нашата метална индустрија. Севкупно, ова упатува на умерено поповолни услови за размена, иако неизвестноста останува, особено заради геополитичките тензии. Оттаму, кои се клучните предпоставки за проекциите за македонската економија? Прво, глобалната економија и странската побарувачка ќе продолжат и натаму да закрепнуваат, иако надворешниот контекст останува неизвестен и пропратен со ризици. Берзанските цени ќе продолжат да се намалуваат и оваа година, пошто се очекува претежно нивен умерен раст во наредниот период. Инфлацијата ќе продолжи да забавува, со што ќе се овозможи постепено монетарно олабавување од страна на централните банки на развиените економии, а со тоа и олабавување на глобалните финансиски услови, бидејќи токму овие централни банки влијаат на глобалните финансиски услови. Во домашен контекст се очекува фискална консолидација на среден рок, согласно со среднорочната фискална стратегија за периодот 25-29 година, според која буџетскиот дефицит од 4,9% од бруто домашниот производ оваа година треба постепено да се намалува и да се сведе на околу 3% од бруто домашниот производ во 2027 година при предпоставка за комбинирано финансирање, односно финансирање од надворешни и внатрешни извори. Понатаму се очекува позитивен импулс од јавните инфраструктурни инвестиции, но и од приватните инвестиции во услови на солидни странски директни инвестиции. Понатаму солиден раст на расположливиот доход,
поддржан од посилниот реален раст на масата на плати, при затегнати услови на пазарот на труд и раст на пензиите. Врз основа на овие клучни предпоставки доаѓаме до следното среднорочно макроекономско сценарио. Прво, во однос на проекцијата на бруто домашниот производ. Согласно со закрепнувањето на глобалната економија, закрепнувањето на нашите најзначајни трговски партнери, се очекува постепено забрзување и на домашната економија. За оваа година економскиот раст е проектиран на 2,3%, а за наредната година 3,3%. Во споредба со априлските проекции, ова значи умерена надолна ревизија за двете години, главно како одраз на послабото остварување во првата половина од оваа година, што заедно со побавното закрепнување на странската ефективна побарувачка се очекува да се одрази на растот и за оваа и за следната година. На среден рок, во периодот 26-27 година, се очекува да продолжи закрепнувањето на домашната економија во согласност со очекувањата за поповолен надворешен амбиент и засилени инвестициски активности, поврзани со подолгорочниот карактер на јавниот инфраструктурен циклус. Сепак, ризиците околу проекциите остануваат претежно надолу. Во однос на структурата на растот, како и при априлските проекции, на среден рок се очекува позитивен придонес на домашната побарувачка, а негативен на нето извозот. Главни двигатели во делот на домашната побарувачка со речиси изедначен придонес очекуваме да бидат инвестициите и личната потрошувачка. Кај личната потрошувачка очекуваме просечен раст од 2,5%, главно поддржан од растот на расположливиот доход и солидното кредитирање. Кај инвестициите очекуваме просечен раст од 8,2%, поддржан од јавните и приватните инвестиции во услови на солидни странски директни инвестиции и солидна кредитна поддршка. Кај извозната активност по падот во 2024 година и очекуваме раст во наредните години при позитивен придонес на автомобилската индустрија, но и од традиционалниот извозен сектор, согласно со постепеното закрепнување на странската побарувачка и релативно поволната ценовна конјунктура кај цените на металите. Просечниот раст е 2,8%. При раст на извозот и домашната побарувачка, кои што имаат висока увозна компонента, се проценува и просечен раст на увозот од 3,9%. Во однос на инфлацијата, во периодот на проекции се очекува на тамошно намалување на инфлацијата. Во услови на пад на светските цени на примарните производи и затегната монетарна политика, просечната инфлација оваа година ќе се намали на 3,5%, од 9,4% минатата година, во согласност, што е и во согласност со очекувањата од април, иако можни се нагорни поместувања во последниот квартал, што во голема мера би било одраз на споредбената основа. За наредната година се проектира инфлација од 2,5%, а на среден рок се очекува на тамошно стабилизирање на ниво од околу 2%, при очекувано исцрпување на ефектите од надворешните ценовни шокови, закотвени инфлацијски очекувања и отсуство на позначителни притисоци преку каналот на домашна побарувачка. Главни ризици остануваат цените на примарните производи, кои што се под влијание на нестабилниот геополитички контекст и климатските фактори, како и домашните политики со кои се влијае на агрегатната побарувачка и регулираните цени.
Споредбено во однос на проекциите на останатите институции, во основа кај растот за 2024 година, проекциите се движат од 1,8% до 2,9%, нашата проекција е 2,3%. За наредната година во основа сите институции предвидуваат умерено забрзување, опоравување на економската активност. За инфлацијата за оваа година најголем дел од проекциите гравитираат околу 3,5%, а за наредната година сите институции проектираат постепено на тамошно намалување на инфлацијата, кое што би гравитирало нешто над 2%. Во однос на екстерната позиција на нашата економија, која што е од клучно значење со оглед на монетарната стратегија која што имаме, а тоа е одржување на стабилноста на домашната валута, би посочила на следниве најнови очекувања. Генерално, задржани се очекувањата за поволна и стабилна надворешна позиција на економијата на среден рок. Имено, по остварениот суфицит од претходната година од 0,4% од бруто домашниот производ, оваа година се проценува умерен дефицит на тековната сметка, кој што би изнесувал околу 2,1% од бруто домашниот производ, при што оваа бројка главно произлегува од нормализацијата на приватните трансфери по исклучително високите нивоа кои што беа достигнати изминатата година, односно 23-та година, а тие трендови горе-доле беа присутни и во изминатиот период. Оттаму сега предвидуваме нивно намалување на нивното учество како процент во бруто домашниот производ. Во однос на априлските проекции, дефицитот на тековната сметка е малку понизок, тогаш проектиравме дефицит од 2,4%, значи сега 2,1%, првенствено како резултат на повисокиот суфицит кај услугите, но и нешто подоброто трговско салдо, кое што е целосно движено од енергетската компонента, односно намалувањето на цените на енергенсите на светските берзи. За преостанатиот период на проекција, периодот 2025-2027 година, е проектиран дефицит на тековните трансакции во просек од околу 2,2% од бруто домашниот производ, што во основа е многу блиску до предпандемискиот просек. При постепено стеснување на трговското салдо во услови на засилување на извозот и стабилни очекувања за цените на енергентите, но истовремено и очекувања за зголемен увоз кај услугите заради градежните активности поврзани со изградбата на коридорите и постепено намалување на нето приливите кај секундарниот доход, односно кај приватните трансфери. Во однос на финансиската сметка, која е втората компонента на платниот биланс, првата е тековната сметка, очекуваме приливите во финансиската сметка во периодот 2024-2027 година да бидат во просек 2,7% од бруто домашниот производ, главно во форма на странски директни инвестиции, но и надворешно задолжување на државата. Со оглед на тоа дека приливите во финансиската сметка ќе бидат повисоки од одливите во тековната сметка, и тоа значајно, односно во целост ќе ги надоместат, ова во основа значи дека треба да очекуваме на тамошен раст на девизните резерви. Во текот на целиот период на проекции, показателите за адекватноста на девизните резерви остануваат во сигурна зона како гаранција и за стабилноста на девизниот курс. Во однос на банкарскиот систем, четвртиот многу важен блок во рамки на нашите проекции, се очекува банкарскиот систем да продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка. Во третиот квартал од оваа година кредитниот раст на годишна основа достигна 7,5%, а со априлските проекции очекувавме 6,1%, значи нешто подобро од проекциите.
При тоа, до крајот на оваа година се очекува истиот да остане стабилен на ниво од околу 7,5%. На среден рок се очекува слична динамика, односно кредитен раст од околу 7,2%, во услови на солидна, капитална и ликвидносна позиција на банките, а во согласност со очекувањата за постепено олеснување на финансиските услови, забрзување на економскиот раст и на тамошно стабилизирање на очекувањата на економските субјекти. Депозитите, кои што представуваат најзначаен извор на финансирање на кредитната активност, во третиот квартал остварија годишен раст од 8,4%, малку послабо од априлската проекција, кога очекувавме 9%, при постимулативни услови за штедење, раст на расположливиот доход на населението, стабилни очекувања и јакнење на довербата во финансискиот систем. На крајот на оваа година се очекува солиден годишен раст на депозитите од 7,9%, а на среден рок слична динамика, слична стапка 7,7%. Резимирано, досегашните остварувања во сите макроекономски сегменти генерално се во согласност со нашите очекувања. Според најновите проекции на Меѓународниот монетарен фонд, на среден рок глобалната економија ќе продолжи да расте со стабилно темпо, а глобалната инфлација ќе продолжи да се намалува. Согласно растот кај нашите најзначајни трговски партнери и одредени домашни фактори, се очекува дека македонската економија ќе расте со стапка од 2,3% оваа година и 3,3% наредната година. Стабилизацијата на берзанските цени и прудентната монетарна политика се очекува да овозможат понатамошно забавување на инфлацијата и нејзино враќање на среден рок кон историскиот просек од 2%. При проектирани солидни нето приливи во финансиската сметка на платниот биланс, кои би го надминале дефицитот на тековната сметка, се очекува на тамошен раст на девизните резерви како гаранција за стабилноста на девизниот курс. Сепак, глобалниот амбиент и натаму е неизвестен и непредвидлив, што создава ризици и за економскиот раст, и за инфлацијата, и за екстерната позиција, нагласувајќи ја потребата за водење на предпазливи, домашни, макроекономски, но и структурни политики. Во услови на значително забавување на динамиката на домашната инфлација, поволен девизен пазар, но се уште присутни ризици, Народната банка започна со предпазливо нормализирање на монетарната политика. Каматната стапка на благајничките записи се намали 2 пати досега, во септември и октомври, за вкупно 0,5% поени на ниво од 5,8%. Останатите каматни стапки на депозитите преку ноќ и на 7-дневните депозити останаа непроменети на нивоа од 4,2 и 4,25% соодветно, со што се задржа внимателниот пристап кон водењето на монетарната политика. Со оглед на монетарната стратегија, на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, промените во домашната монетарна политика ја одразуваат и поставеноста на монетарната политика на Европската централна банка, која што досега во 3 наврати ги намали каматните стапки. Народната банка внимателно на дневна основа ќе продолжи да ги следи сите најнови макроекономски податоци и ризици и како и досега ќе ги преземе сите неопходни мерки, користејќи ги сите инструменти кои што ги има на располагање за одржување на стабилноста на девизниот курс и стабилизирање на инфлацијата на среден рок. Ви благодарам.